Апсолутно не обстојуваме, значи на таа наша активна блокада во собранието на Република Македонија. Гледате, ние имавме првата седница, на крај дури се усвои дневниот ред, после 2 дена се усвои дневниот ред, една точка е отворена, таа точка се уште не е затворена, значи сите пратеници се пријавени за збор, практично активната блокада е во функција. Меѓутоа, она што е симптоматично е тоа што власта бега од собранието и власта практично самата си го блокира собранието. Еве гледате, целата оваа седмица и оваа моментална седмица за која што сме денеска моментално, практично нема ниту една комисија закажано односно на ниту едно работно тело нема ниту една седница закажано. Значи власта е таа која што си го блокира самата собранието. Ние како пратеничка група ќе продолжиме со активна блокада на собранието се до момент на издействување на предвремени парламентарни избори. Во таа конотација и во тој контекст е и најавениот голем масовен сенароден протест кој што планираме да го реализираме во месец јуни. За таа цел ги повикуваме сите, значи општествени политички структури, чинители и така натаму да ни се придружат, затоа што само сплотени, само обединети, како што рековте и во првото прашање, како што кажала Јане, само сплотени и обединети можеме да направиме нешто добро за оваа наша заедничка Македонија. Мојот коментар е срамно и нецивилизирано, значи недостоинствено однесување за еден човек кој што неколку мандати е веќе пратеник, бил и министер за одбрана и поранешно и воено лице, воено мајор. Меѓутоа, станува збор за едно крајно примитивно и крајно нецивилизирано однесување на еден човек кој што треба да биде пример со останатите пратеници, кој што е прв помеѓу еднаквите и треба да биде лика за сите останати, значи по него треба да се водат сите пратеници. Меѓутоа, видовме дека начинот на кој што тој ја ползува својата функција и ја злоупотребува својата функција, на тој начин ги понижува вработените, практично на некој начин врши мобинг. Ние од наша страна денеска поднесовме пријава до Комисијата за деловнички и мандатни имунитетни прашања, каде што председава господинот Панчо Минов, и во таа пријава точно е наведено, значи и побарано санкција за неговото недолично однесување, непримерно однесување, затоа што со тоа е прекршен кодексот за етичко однесување и цениме дека на тој начин ќе се подобри работата во собранието, ќе можеме да ја подигнеме на некој начин и свеста и кај граѓаните, општо во општеството, затоа што мислиме дека за една членка на НАТО и за една членка во Европската што сака да биде членка на Европската унија, мислиме дека тоа е еден непримерен гест. Во најмала рака човекот досега требаше да си поднесе оставка, а не да чека ние да му поднесуваме пријава за недолично однесување.